Јордан Апостолски, Наташа Бошкова и Сашо Георгиевски се тројцата кандидати кои Комисијата за избор ќе му ги предложи на Советот на Европа за иден судија на Судот за човекови права во Страсбур. Избрани се во конкуренција со уште 8 пријавени. Апостолски и Бошкова се адвокати, додека Георгиев е декан на правниот факултет. Според правилникот за избор, тројцата биле единствените кои ги исполнуваат критериумите за судија во Страсбур. 3 се минимални критериуми кои мора да ги исполнува секој кандидат за судија во Европскиот суд за човекови права. Првиот, да уживаат висок морален углед. Вториот критериум е да поседуваат квалификации за именување на висока судска функција. И третиот е да бидат правници признати како угледни стручњаци. Кој ќе ја представува Македонија во Судот за човекови права во идните 9 години ќе одлучува Советот на Европа. Одлуката се очекува најдоцна до април. Или до петок, или во понеделник ние веќе ќе се обратиме до експертскиот панел. Колку брзо експертскиот панел ќе ни одговори не можам да предвидам. Но еве хипотетички да ни одговори во рок од 10 дена. Ние потоа треба да известиме владата. Откако ќе известиме владата, владата треба формално да ги предложи 3 кандидати, доколку добијат позитивно светло од експертскиот панел, до комитетот. Потоа ќе се спроведе постапка на интервјуирање на овие тројца кандидати. Костадиновски појасни дека ги спровеле насоките на ДКСК и членовите на комисијата се изземале од гласањето за кандидатите за кои антикорупцијска посочи дека е можен судирот на интереси. До конечниот избор земјава во Страсбур ќе представува актуелниот судија Јован Илиевски. Зоран Јаневски, Сител телевизија.